Недалеку од аеродромот во Сиднеј, моментално сум во еден од локалните паркови и нормално камери. Општа појава во Австралија. Парк забрането вика паркирање коли, мотори, дронови, да не се фрла ѓубре, да нема кучина, да нема пикавци, така натаму и така натаму. Јавна површина овде во Австралија. Еве како изгледа, метална, можда требаше да се направат вакви клупи во тие 90-тите години во Битола, пошто ви тврдам дека апсолутно немаше кај да се седне, беа парче направени. А од другата страна, буквално не може да се најди ни едно ливче, нидже, шише пластично, значи не иди во предвид. Место подценка нормално да фаќат големи горештини. Потаму гледам уштетна, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6 канти, 7, 8 канти за ѓубре во еден радиус, да кажам, од 100 метра. Сликите кои ќе ви ги покажам, сигурен сум дека ќе го згрозат секој човек при здрав разум и памет. Тони пластични шиши на кои пловеа по реката Вардар, сега не биле во Скопје, биле во Јегуновце, биле ваму, биле таму. Дали има оправдување, кај биле? Од друга страна, новинарот на Канал 5, мислам дека Александар Видиновски се викаше, исто така ги снимаше тие јавни депонии, ни поќе ни помоце под самиот Камен мост, значи тука во главниот град. Дали има вакво оправдување за ваквата ситуација, се поставува прашањето. Сега јас не сум никаков новинар, али си зедов за право да направам едно видео во врска со оваа тема. Се надевам дека можеме да продискутираме и со надеж некаква колку толку, за да можеме да ја подкренеме свеста на народот за вакви работи да не се случат во иднина се помалку и помалку. Сите ги видовме тие слики, не рачунете сега луѓе кои ќе дојдат од странство, што вика и самиот новинар, нормално да ни се смејат. За луѓето кои ме познават, знаат дека пораснав кај градскиот парк во Битол, односно во градскиот парк. Ова не е ништо ново што се дешава со овие јавни депони, значи не е ништо ново, ова го имаш и порано, али денеска луѓето имат телефони во рацете, имат камери и се моментално се снима. И за среќа наши, несреќа нивна, луѓето кои ја градат таа депонија, можат да видат луѓето нормално сите други каква е ситуацијата и каква е нашата свест или несвест во Македонија. Сега се вратам на тој паркот. Некој ќе речи во кој парк во Битола. Во Битола има еден единствен парк, другите мали паркови се, да кажам, со додавка, наставка. Посеќавање негде до кај 90-тите, крајот на 90-тите години, почетокот на 2000-та година, тој парк беше апсолутен хаос. Значи луѓето, децата, да кажам сега луѓето во денешно време, може да го потврдат истото дека негде тие крајот 90-ти години, почетокот на 2000-та, тие почна да го средваат тој парк. И така заличи на нешто. Рачунајте во август, сред лето, ако влезевте внатре во тие грмушки во градскиот парк, можете да мислите што ве очекува. Сега зошто ја правам ова споредба тогаш и денес овие слики кои ги видовме од тој новинар на Канал 5, значи нема никаква разлика. Ова постоеше од секогаш, значи таа е нашата свест. И на времето немаше во Битола клупа кај да седнеш. Апсолутно сите беа искршени. И сега во 2025 година се вади видео, видете што се дешава во реката Вардар. Значи не е ништо ново. Али што ме чуди? Погледнете ситуацијата во Словенија, не е можно тие толку да напредвале, а ние толку да сме уназадиле. Јавна површина овде во Австралија. Еве како изгледа, метална, можда требаше да се направат вакви клупи во тие 90-тите години во Битола, пошто ви тврдам дека апсолутно немаше кај да се седне, беа парче направени. А од другата страна имаме како поголемо место за седење и ова е општа пракса во Австралија, значи во која јавна површина додите, нормално дека има место подценка, нормално да фаќат големи горештини. Некни на една од групите во Битола, мислам дека се работеше за групата Битолски проблеми, не знам дали беше точно таа група, али една од тие групи, една жена имаше една мајка, односно имаше снимано една од крлешките и замислете, мислам дека за во Нова Битола се работеше негде и замислете под крлешките тука еден зел батак со вода, можда пола педат лабук и за да не можат да се играат младите. Значи една грозна слика која видов некни на социјалните мрежи, па ќе кажам добро е што може денеска да се снима и да се прикажат сите негативни, мога и позитивни работи, се надам дека
ќе ги има и добро што може да се прикажат и да се видат вака. И пак ќе кажам, ова е една споредба од тука и со нашите места таму во Македонија. Некој може да каже дека нема споредба, али сепак тоа е во нашата подсвест како луѓе, пошто овие, кажеме пример, вакви места се само да ни послужат за нас, значи да си играат децата, а не да ги кршиме и да вршиме вандализам, како што беше случајот во паркот на времето во Битола. Овде интересно, ово никогаш го немам снимено, се работи за бавчи, значи буквално бавчи кај што се огледуваат разни видови на зеленчук и го работат претежно кинези. И го работат ова место, да кажам, последните, ајде да кажеме, негде 100 кусур години, баш на ова место, најразличен вид на зеленчук. И на ова место садат, работат, значи, овие луѓе, последните повеќе од 100 години. Е, сега беше направен тој урбаниот план овде за Сиднеј, значи, од другата страна има куќи, цело нормално пред ова млада држава, пред 50 до 100 години немало никаков ништо од ова, освен само бавчи, и решиле, да кажам, луѓето кои се одговорни за градење на урбаната шема, решиле да го зачуват овај дел со овие бавчи за како едно културно наследство. Значи, му оддале чест на луѓето, на тие кинезите кои садат овде зеленчук последните 100 кусур години. Ова ми го кажува и податок, ми го кажува еден пријател и мислам дека е еден невиден гест од страната на луѓето кои што кажа што се одговорни за распределбата на парцелите овде во овој урбан дел на Сиднеј и му оддале чест на кинезите. Ова ќе го заштитиме со закон и никогаш овде нема да се градат куќи. Ова е тој дел. Е, сега, како што може да видите, ние од едната страна, па ние од другата страна, овој дел не се работи за никаков централен дел, тука е малку задскриен, да кажем, со оддалечени сме негде околу неполни 10 км од центарот на Сиднеј. Не само што нема ѓубриња во таа вода, туку буквално не може да се најди ни едно ливче, книдже, шише пластично, значи не иди во предвид. Во основното училиште, кај што одат моите деца, има иницијатива и не само во тоа училиште, туку во секое, кој ќе собери најмногу шишина. Ги плаќаат негде по цента 2-3, али на голема бројка ќе се имат негде 10-15 долари. И сега, со повторување на истото година 2-3, тоа веќе детето до средно ќе стекне навика дека шишината треба се однесат дома или да се однесат на продавање или во најмала рака да се фрлат во канта за отпадоци. Значи мора од негде да се тргне. Рачунајте да се постигне едно здраво место за живење, треба да ја подигнеме нормално првен свест на народот и треба да бидеме свесни дека не можат работите да се сменат преку ноќ, туку треба да се работи кон нештото. Па ќе кажам, среќа денеска се снима се и на некој начин можеме да го покажеме срамот нормално, нашиот срам кој го креираме и за да видат луѓето, па со надеж дека ќе се устрамиме во најмала рака, па да почнеме да ја подобруваме средината во која живееме. Јас сум Радко Трековски, ова Австралиски живот и ве поздравувам до наредно видео. Голем поздрав сите.